Сите во нашите домаќинства често пати не знаеме што со отпадното масло. Најчесто го изливаме во лабото, меѓутоа и самите не сме свесни колку всушност тоа е штетно и за одводниот систем, меѓутоа се разбира и штетно за екологијата, за природата. Има некои кои што сум гледала и дека го ставаат во кеси и така натаму, меѓутоа вистина голем проблем и во Македонија за жал ова се уште е некако на почеток начинот на одлагање на отпадното масло кое што е најдобар, па токму затоа и во денешното издание ќе можеме да видиме како безбедно, меѓутоа и корисно пред се за од еколошки размери. Верче Блажевска на третото линковско вклучување. Верче, очекувам на сите нас домакинките да ни помогнете и еве да ни кажете нешто што можеме да научиме при тоа и за биде корисно за нашето домаќинство. Токму така, Елена и Маријан, поздрав вам во студиото и добро утро на сите оние кои што ја следат утринската програма на телевизија Сител. Ја сакам Македонија. Токму така и јас многу пати сум била во дилема каде со маслото, од кујна премести се во купатило, дали во ѓубре, во кесичка и навистина верувам дека и на многу од нашите граѓани има тоа дилема што со маслото откако ќе завршат со готвењето. А фактот па колку е тоа штетно, како што кажи ти, за околината и за целата животна средина и целиот систем, навистина е од големо значење. Сунелен веќе долги години се труди да ја крене свеста за тоа колку е штетно отпадното масло, меѓутоа и како тоа и зошто треба да се преработува. За да ги добиеме сите одговори, дојдовме токму тука за да поразговараме со господинот Андреј, за да ни каже се она што не интересира, да ни каже нешто повеќе за овој еко-хуманитарен проект кој што тие го насловуваат Рециклирај и донирај. Добро утро и добро ни дојдовте во Ја сакам Македонија. Добро утро, благодарам на поканата. Отпадното масло, сите сме согласни дека навистина е многу штетно за екологијата, за целата животна средина, за нашата земја, планета. Изминативе години навистина се трудите да ја кренете свеста, имате да навистина убав проект кој што прво беше еколошки, а ми се чини дека од поново време и хуманитарен, затоа што освен што рециклирате и донирате. Зашто станува збор? Што прави Сунелен со изминативе години? Така е, значи, како што кажавте, нашата цел е да ја унапредиме животната средина, бидејќи со денешниот начин на живот и прекомерно конзумирање на производи се создаваат и огромни количини на отпад. Сите проекти кои што ги правиме се во концептот на во духот на циркуларната економија, значи каде што отпадот се искористува повторно, односно или се реупотребува или се рециклира во нови производи, а не се изфрла како ѓубре по депониите или директно во природата. Токму поради тоа, значи, се роди идејата за рециклирај и донирај, која што е насочена директно кон развивање на еколошката свест кај домакинствата и секако со можност и да направат општествено добро и од еден друг карактер, а тоа е да направат донации до бездомни семејства. Зашто се работи накратко? Преку рециклирај и донирај, значи секое домакинство може да се пријави и за да почне да собира отпадно масло. Ние ги доставуваме овие 3 литарски кантички директно до нивниот дом. Од кога ќе наполнат кантичката, треба да ни сконтактираат и нашата мобилна екипа доаѓа директно да ја подигне и да донесе нов и чист сат за континуирано собирање на отпадното масло. И секако тука има една додатна мотивација. Ние доделуваме половина литар на сончогледово масло за секоја полна кантичка, каде што собирачот има можност да го задржи за себе или да направи донација преку Сдруженијето Љубезност, со кој што го спроведуваме Рециклирај и донирај, и тоа потоа се доставува до оние на кои тоа им е најпотребно, односно до социјално загрозени семејства. Тоа е концептот на акцијата и таа е една екосоцијална платформа, би можеле да ја кажеме, која што привлекува се повеќе домакинства и морам да кажам дека подоцна ќе говориме и за резултатите, дека стварно има домакинства кои што имаат висока еколошка свест, меѓутоа не постоел систем претходно да го користат и сега навистина го користат како што треба, го собираат маслото и прават донации. Сега, можеби најважното прашање, она што сите ви го и поставуваат, како што ми кажавте во неформален разговор, и верувам дека и во моментов што сите ќе ги интересира, зошто сме и тука е одговорот, што правите со ова масло кое што вие ќе го собирате од сите оние домаќинства или угостителски објекти кои што се вклучени во овој еко-хуманитарен проект. Што се случува со отпадното масло? Така, значи, уште од 2009 година ние сме првата овластена и лиценцирана компанија за управување со овој вид на отпад, отпадно масло од растително потекло. Маслото влегува во нашиот систем овде.
прво минува низ процес на загревање, се загрева во специјална комора, потоа од кога ќе се загрее, се филтрира низ специјален систем со пумпи за филтрација и завршува овде во овие цистерни каде што се складира, дополнително се таложи, од него се вади талог кој потоа се носи кај друга компанија која што понатаму го користи за добивање на енергија, а остатокот од маслото, односно добиваме една чиста екосуровина која потоа се извезува во Европа до фабрики кои што од неа произведуваат биодизел према стандардите EN 14214. Ние исто така сме лиценцирани во рамките на Европската Унија према ISCC системот за да се осигура следственоста на маслото, односно од местото на создавање дека ќе заврши кај лиценцирани производители на биодизел и ќе се искористи за добивање на зелена енергија. Значи дека целиот круг е затворен и тој отпад не завршува во природата, туку повторно се искористува за добивање на нови производи и други економски бенефити за целото општество. Така, господин Андри, токму на тоа би се надоврзала. Многу е важно всушност да ги споиме оние две работи, и еколошкиот аспект и хуманитарниот. Ви на некој начин сте успеале за да можеби малку повеќе ги поттикнувате, нели, граѓаните. Меѓутоа, многу е важно и е интересно да знаат дека она што за некого е ѓубре, за некого всушност е нешто друго и е тоа од некое навистина големо значење, како овде што на некој начин вие велите од отпад, од масло до биогориво. Да, тоа е значи примарната цел на акцијата. Јас би сакал исто да им се заблагодарам на сите домакинства кои што активно учествуваат во Рециклирај и Донирај и стварно придонесуваат од два аспекти, како што реков. Еколошкиот аспект е да не се фрли маслото, при тоа маслото може да ги запуши одводните системи, доколку заврши во природата е исто така штетно. И го користат и социјалниот карактер на акцијата, значи преку собирање на отпадно масло прават и донации до социјално загрозени семејства и на еден начин нас ни е драго дека тоа станува еден инклузивен систем каде што се постигнуваат две општествени добра на еден начин. За индустријата со нив имаме друг вид на соработка, меѓутоа во иднина ќе видиме доколку и од правните субјекти некој е заинтересиран да направиме некој концепт каде што ќе можат и они да прават донации преку собирање на отпадно масло и тоа би го размислиле исто така. И сега, откако ќе го донесете овде отпадното масло во овие силоси, колку време е потребно да речеме да се одработи или која количина за колку време да се одработи? Вие споменавте некој талог. Дали всушност кој е процентот, кој е размерот, колку масло отпадно сте ставиле, толку добивате на некој начин еколошка суровина за биодизел гориво или не? Не е така. Така за добро прашање. Маслото, бидејќи е отпад и со него се приготвува храна, има многу остатоци. Затоа ние ги таложиме тие остатоци за да извадиме чиста суровина која што потоа ќе може да ја пласираме кај производителите и нормално тоа ќе придонеси во зголемување на нашата соработка. Процентите на талогот се различни, меѓутоа до 10% може да бидат, све што е над 10% е веќе премногу, така да минимум 10% талог имаме во нашите количини. И со тоа се справуваме исто према сите стандарди за справување со отпад. Значи тоа се вади, како што кажав, се складира и се носи со имаме договор со компанијата која што го третира понатаму тој отпад. Значи тој отпад не се исфрла во природата. Тоа сакав и да ве прашам, што со она што останува како во концепт на еден циркуларен систем преку соработка нормално со други компании кои што управуваат со тој вид на отпад. Ги споминавме домакинствата и оваа кантичка која што вие ја држите, како може да ја добијат сите оние кои што се заинтересирани? Постои ли може временски, дали е ограничено за колку време би требало да ја наполнат истата? Еве, например, јас сум заинтересирана и наназад многу пати сум го следела вашиот хуманитарен екопроект, меѓутоа ми се чини дека многу време ќе ми треба за да ја наполнам кантичката. Верувам и на некои други, затоа што зависи од тоа нели кој каква храна конзумира или колку често нели употребува масло. Постои ли, дали е временски ограничено за колку време треба да ја наполнат истата и како може да ја добијат? Видете, главната цел е да почнат да собираат луѓето. Секој има различни навики за користење на храната, различен начин на исхрана. Кај секое домакинство имаме огромен број на домакинства за разлика од индустријата. Најважно е да почнат да собираат домакинствата. Нема ограничен временски рок за колку треба да ја наполнат кантичката, бидејќи системот е стварно доброволен. Значи кој сака да собира, ќе собира, потоа ќе треба да ни се јави за ние соодветно да го подигнеме тоа и да им овозможиме повторно да собираат. Воопшто не е важно за колку време, бидејќи тоа не зависи од секое домакинство различно. Важно е да се собира секоја капка за да не завршува надвор од нашиот систем, бидејќи тогаш
на многу голем број на домакинства и со многу мали количини, се големи количини всушност. Така И да со еден чекор, нели, важно да правилно собираат луѓето, системот е транспарентен, може да се пријават преку нашата веб страна, преку Facebook страната на нашата еколинија. Ние имаме тим кој што континуирано работи на тоа, така да и сме во континуирана комуникација со сите домакинства, за да ги знаеме нивните потреби. Целта на системот е да биде ефикасен и лесно достапен до нив, за да може постепено што поголем број на домакинства да ги применуваат овие еколошки практики кои што ќе придонесат за општеството од многу аспекти, како што говоре. И сега, вие ги доставувате кантичките, откако ќе се наполнат, вие повторно одите за да ги собирате, да ги земете, и тука веќе доаѓа до оној момент од 0,5 мл сончогледово масло. Колку граѓаните, освен што се општествено и еколошки одговорни, се и хумани? Какви беа изминатите акции изминатиот период? Па, како што кажав и претходно, нас ни е многу драго и сме задоволни дека количините собрани од домакинствата континуирано растат. Во последните 3 години минимум 50% секоја година повеќе собираме од нив. До сега од мај 2017 година, па со се јули оваа година се собрани над 9,4 тони на отпадно масло од домакинствата, а околу 80% од сите собирачи прават и донации, значи искористуваат таа можност, и тоа е 1061 литар на сончогледово масло е донирано до бездомни семејства преку Сдруженијето Љубезност. Инаку би сакал и на нив да се заблагодарам, бидејќи заедно со нив го почнавме овој проект. И тие се еден дел од рециклирај и донирај кој е многу важен, за да може да овозможат да се донесат донациите кои што собирачите ги направиле до оние семејства на кои што стварно им е тоа потребно. Ви благодарам, господине Андреј Ѓокич, што бевте дел од утринската на Сител телевизија Сакам Македонија. Верувам дека оние кои што можеби не знаеа се уште за овие кантички, сега ќе се заинтересираат и на некој начин од една страна ќе бидат еколошки одговорни, ќе ја заштитуваат животната средина и околина, а од друга страна пак ќе делуваат и во оној дел на хуманоста, како што и вие тоа го правите изминатиот период, и ви благодарам за тоа. Ви благодарам и вам. Верувам дека сите информации можете ги најдете на нивната социјална страна, можеби на еколиниите, доколку сакате и вие да почнете да собирате отпадно масло, затоа што ми се чини дека барем од овие минути, ако претходно не, дознавте и разбравте од прилика колку тоа може да биде штетно за животната средина и околина, доколку не се отстранува, односно не се исфрла онака како што треба, а плюс дополнително од една страна од него може да се направи и друга еколошка суровина, односно биодизел, затоа е многу важно на правилен начин да се отстранува.